Во постот ја споменува најсензитивната тема во општина Босилово. Темата рудник за злато и бакар во селата Иловица и Штука. Луѓето живееле во страв од последиците од рудникот и преживувале. Да ве подсетиме дека август месец 2017 година имаше референдум на локално ниво, на кој што референдум членовите и поддржувачите на ВМРО-ДПМНЕ се криеат дома во своите домови и не излегува да кажат не за рудникот. Целта им беше референдумот да биде неуспешен. Да ве подсетиме дека сите договори во процесот на концесија се подпишени во изминативе 10 години владење на ДПМНЕ. За преживувањето, да ве подсетиме дека општина Босилово на чело со вашиот градоначалник Љупчо Колев ја оставивте во долг од 50 милиони денари или 813.000 евра. Долг заеднички со образованието на локално ниво. За илустрација, да ве подсетиме дека Социјалдемократскиот сојуз, предводена од нашиот лидер и премиер Зоран Заев, кој работи државотворно и ја поддржува волјата на народот, на темата рудник одржа трибина во селото Иловица, каде директно го слушна мислењето и волјата на народот, што ниту еден друг премиер досега го нема направено. Народот јасно кажа не, и никој нема да ја згази волјата на народот. За преживувањето, долгот на локално ниво денес изнесува половина од горе наведениот. Апелирам, темата рудник да не се користи за дневно политички цели и да ги оставиме надлежните да се ја сработат работата до крај.